студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Со ововедни зборови на обвинетите и нивните адвокати, денеска во големата судница во затворот Идризово се одржува новоручиште за пожарот во Кочанската дискотека. Судењето го следи колешката Тамара Дичовска, ја вклучуваме во живо во овие вести. Тамара, денеска наред за ововедни зборови се вработени во Министерството за економија и инспектори. Како тече судењето до овој момент? Како што кажа, во едни зборови денеска имаат обвинети поранешни вработени во Министерството за економија кои што имале некаква надлежност околу издавање на лиценците за дискотеката Пулс. Зоран Николовски вработен во Министерството за економија при секторот за туризам од 2012 до 2013 година. Пред издавањето на првата лиценца за дискотеката во 2012 година, кога му биле доставени сите 5 документи, тој и надвор од своите обврски испратил допис до Државниот пазарен инспекторат за дополнителна проверка, каде што оттаму му рекле дека објектот е се уште во градба и дека е во тек исполнување на оние минимални технички услови кои што се потребни за добивање на лиценцата, бидејќи тој имал рок само од 15 дена да го подпише овој документ. Ако не го подпишал, тогаш можел да добие кривична пријава. Тој го подпишал, тврдеше неговата одбрана, но Николовски вели дека никогаш не бил ниту во објектот Пулс, ниту пак во Кочани, дека лиценците и до ден денеска се издаваат од канцеларија, тие немаат никаква надлежност, ниту пак можат да одат на терен и да ги проверуваат објектите за кои издаваат лиценца. И дека никогаш, како тој, така и другите колеги, немале можност да излезат од канцеларијата и да направат проверки. Во продолжение да го слушнеме Николовски во неговите воведни зборови пред судот. Денеска издаваат лиценца од канцеларија. Единствено нешто што е сменето е контролата, зголеманата контрола. Тука се содржани во ова барање тоа што бараме за издавање на лиценцата. Елементите на лиценцата. Никогаш во животот ниту сум мислел, ни знам каде е Пулс, нити некој друг објект, нити ни било обврска, нити надлежност по закон да вршиме проверка на било какви услови. Одбраната на обвинетиот поранешен државен советник во Министерството за економија Шовкет Хазари вели дека не може да му се става на товар дека уште од 2013 година тој можел да предвиди дека оваа година ќе се случи пожар каде што ќе загинат 63 лица. Тој бил вработен во Министерството за економија од 2013 до 2019 година, каде што во 3 наврати ги проверил лиценците, а еднашка издал одобрение на оваа лиценца, но неговиот адвокат Чилегов прашува од кога за одобрение или за проверка може да се предизвика пожар во дискотека. Според Чилегов се знае кој директно го предизвикал пожарот во Пулс, тоа можело и да се види, но вели ако се прошири обвинението, тогаш во оваа судница фалат многу други луѓе, како и актуелни министри, но и други вработени. Му се обрати и на обвинителот, каде бил тој 13 години, бидејќи обвинителот е од Кочани, каде бил тој 13 години и дека во некој друг случај тој би требало да го слуша ова обвинение, а не да го брани. Во продолжение го слушаме адвокатот Чилегов. Како може проверка направен акт, лиценца, или давање согласност направен акт, лиценца, во временски интервал од 2013 до 2019 во 4 различни наврати, да предизвика пожар на 16 март 25 во дискотека во Кочани. Па обвинителе, ако ни тврдевте на нас дека постоел тој јавашлук, шо правевте вие 13 години во Кочани? Шо правевте? Ако ја прифатиме вашата теорија, вие... Не, окей, јас кажав ништо лично.
Ако ја прифатиме ваквата теорија, тогаш обвинителот требаше да го слуша, а не да го чита обвинителниот акт. За другите двајца обвинети поранешни службеници во Министерството за економија, Бекем Хаджио и Линда Касапи, нивната адвокатка вели дека биле само службеници кои што немале надлежност да излегуваат на терен, имале канцелариска работа, а не било нивна должност да проверува дали има хидранти во објектот, дали има само еден излез, дали се внесува пиротехника и затоа тие не можат да се гонат за предизвикување на овој трагичен пожар со 63 жртви. Во продолжение ја слушаме и нивната одбрана. Овие две лица, Беким и Ерлинда, не се архитекти на трагедијата, не се носители на ризик, не се креатори на опасност, не се оние што требале да проверуваат хидранти, инсталации, излези, не се оние што го преполниле клубот, не се оние што ја запалиле пиротехниката и не се оние што спасиле или не спасиле некого. Нивната работа е управна постапка, без право на увид во објектот. Значи, административна, а не инспекцијска. Во ведните зборови на другите обвинети продолжуваат, а целосниот извештај ќе го имаме во вестите во 16 часот. Тамара, ти благодарам за овие информации во вестите. Си како стануваш да го проследиш и остатокот од денешното судење, многу повеќе пренесуваме во следното информативно издание. ВМРО ДПМН денес објави документи со кои тврдат дека Филипче како министер во владата на Заев уште во 2018-та поддржал проект за изградба на прифатен центар за мигранти во Бардовци. Според партијата, ова ја покажува неговата лицемерност и бараат Филипче јавно да им се извини на граѓаните што шири лажни вести и паника. Венко Филипче, активно како министер во владата на Заев, во 2018 година учествувал во носењето план за проект за изградба на прифатен центар на мигранти во Бардовци. Имено, во службен весник на Република Македонија на ден 26.1.2018, број 16, страна 189, точка 1.6 стои, цитирам, еве го службениот весник, кај точката 1.6, ке цитирам, изработка на државно урбанистичко планска документација за прифатен центар на странци за потребите на секторот за гранични работи и миграции при Министерството за внатрешни работи на КП број 35, запишана во имотен лист број 2140 за КО Бардовци. Ова е тоа. И ова е поминато на влада и за тоа Венко Филипче гласал со две раце. Овие мигранти кои тогаш Филипче сакал да ги прими, се истите тие мигранти кои сега прават проблеми во Европа. Филипче пак денеска вели дека ВМРО ДПМН одбива да ја потпише резолуцијата, бидејќи пред Велика Британија си има обврзано да превзема мигранти. Лидерот на СДСМ ги повика сите релевантни политички партии, граѓански организации и студенти да се обединат во битката за заштита на безбедноста на државата. Филипче сепак на денешната пресконференција не дозволи поставување на новинарски прашања, што предизвика реакции од новинарите, но тоа не го врати на партиската говорница. Изминатите денови гледаме како избегнуваат да одговорат на едно многу едноставно прашање. Да или не? И свативме, одговорот е не. ВМРО ДПМН не сака да ја потпише резолуцијата. Не сака да им даде гаранција на граѓаните на Македонија, затоа што не може. Затоа што се обврзале да примат мигранти како дел од пакет договор за кредит. Ги повикувам на состанок сите релевантни политички партии, невладиниот сектор, граѓанското општество, студенти и угледни поединци да ги договориме следните чекори. Сите како еден, сите за Македонија. Да ги искористиме сите демократски механизми за да спасиме државата од предавниците ВМРО ДПМН. Да спасиме земјата од српското сценарио на пропаст. Нема да дозволиме Македонија да стане црна точка во Европа. Време веќе нема. Мораме веднаш пред да биде предоцна, бидејќи борбата започнува денеска. Правдата мора да победи. И благодарам на сите, наскоро ќе се јавиме и ќе ги објавиме нашите следни чекори. Благодарам за присуствието.
Редакцијата на порталот Инфомакс објави дека доцна синоќ имало упад во нивното студио, додека се емитувал подкастот Тешки муабети. Лицето најпрво почна да навредува, да се заканува по живот, за потоа да ја скрши вратата од дворот, која е со шифра, а потоа да ја скрши влезната врата од студиото, каде се обиде физички да се пресмета со присутните, објави Инфомакс. Од Министерството за внатрешни работи утрово информираа дека лицето е приведено веднаш по добиената пријава. Според информациите од МВР се работи за 43 годишен скопјанец за кој е утврдено дека има здравствени проблеми и дека претходно било спроведувано во психијатриската болница Бардовци. МВР информира дека по целосно документирање на случајот против напаѓачот ќе биде поднесена кривична пријава по брза постапка. Инцидентот утрово најостро го осудија Издруженијето на новинари и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, со став дека нападите врз медиумите се недозволиви, а институциите треба итно да реагираат. Нападот го осудија и од ВМРО, ДПМН, СДСМ и од Левица. Ниту судиите, ниту вработените во судската администрација се уште немаат земено плата за ноември, вели првиот човек на УПОС. Дејановски вели дека денеска треба да се донесе одлука на судско-буџетски совет и препорача во истата да се вклучат и додатоците кои доцнат веќе 8 месеци. Во спротивно, синдикатот најавува прекин на работата во одредени судови. Прво и основно треба да се знае дека согласно закон за судски буџет, судството треба да добие, односно судскиот буџет треба да добие 0,8 од БДП-то, од бруто домашниот производ. Самите суди на седници на судски буџет бараат и креваат раце и си гласаат не за 0,8, туку за 0,4, за 0,6% од БДП-то. Никогаш немаат побарано да добијат онолку колку што пише во законот за судски буџет. И тоа е кршење на закон. Дали они се умилкуваат, дали не се умилкуваат до влада или било кој друг, тоа е нивни проблем, и тоа наш проблем е тоа што тоа го немаме, ги немаме тие средства што се предвидени во законот за судскиот буџет и на крај тие што се предвидени се вадат само за функционери и се користат за функционери, а не се користат за работниците. Поголема небулоза од тоа во држава моментално нема. Секој суд председател, па и вчера имаше средба на председател на судскиот буџетски совет со представници на нашиот синдикат и други синдикати, токму ова е зборено, дека тие не се криви, дека Министерството за финансии е криво, дека тие се не давале пренамена, меѓутоа очигледно е дека не треба пренамена кога се работи за суди и за функционери, ама само треба пренамена кога се работи за работниците. Моментално никој нема плата додека не се пуштат платите за сите вработени во судовите. Ниту судите. Никој нема плата. Додека не се донесе одлука на судскиот буџетски совет, а денеска треба да се донесе одлука, им препорачувам да донесат одлука со додатоци на плата за вработените во судовите. Доколку таква одлука не се донесат, веќе во 4 суда по државни состаноци луѓето бараат прекин на работа, дали ќе биде штрајк, дали ќе бидат протести, тоа треба да се организира. Кажавме од наша страна кажана, се извинувам, дека нема да чекаме сите судови, ако некој суд сака да штрајкува, ќе штрајкува. Но деска наполно ќе стекува рокот за поднесување листи на кандидати за повторените избори во 4 општини, во кои не се избра градоначалници на редовните избори поради недоволна излезност на гласачите. Изборите за градоначалници ќе се повторат во општините Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и општина Маврово Ростуше, каде владата именуваше своји повереници. За сега своји кандидатури за повторените избори за градоначалник на Гостивар ја објавија кандидатите Невзат Бејта и Вајбон Лимани. Бејта на повторените избори ќе го бара третиот мандат за градоначалник на Гостивар. Тој синоќа на неговиот профил на Facebook ја објави кандидатурата и соопшти дека ќе има поддршката од коалицијата Вреди. Лимани, кој има поддршката од коалицијата Национална алијанса за интеграција предводена од ДУИ, вчера официјално ја поднесе својата кандидатура. Лимани на првиот круг од локалните избори во октомври не успеа да победи, бидејќи му недостасуваа 23 гласа за цензус. Демократската партија на турците на Македонија пак соопшти дека официјално ја поднела кандидатурата на Аријан Ибраими за градоначалник на општина Центар Жупа. Официјално рокот за поднесување на листите завршува 30 дена пред денот на одржување на изборите, закажани за 11 јануари 2026 година. Пошто општинските изборни комисии треба да извршат проверка на поднесените листи по рок од 24 часа од приемот на листата.
Министерот Перински повика да се одблокира законот за локална самоуправа кој е закочен во собранието. Со овој закон ќе може да се градоначалник да се отповика од функцијата, а потсети дека сите општини ќе имаат обврска да имаат комунални редари за да се подигне нивото на хигиена и ред во градовите. Министерството за локална самоуправа предвидува имплементација на комуналните редарски служби во системски закон, кој што ќе даде основа и обврска во иднина сите градоначалници да имаат систематизирано редарска служба, а тоа пак нам, како креатори на локалната политика, ќе ни даде можност, заедно со останатите чинители во рамки на владата, како што е Министерството за транспорт, да интервенираме во останатите два закони кои што ја детерминираат оваа област, а тоа се Законот за комунална чистота и Законот за комунални дејности и Законот за јавна чистота, каде што се практично опишани сите оние казни во делот на оштетување на или да речеме повреда на овие закони. Тука планираме да направиме одредени измени, да ги зголемиме соодветно казните и на тој начин пред се да превенираме девијантни од Прокиснатиот покрив на Охридската гимназија беше тема на последната седница на советниците. Во тек е постапка за целосна реконструкција, но таа оди бавно, бидејќи објектот е споменик на културата, па потребно е конзерваторско одобрение. Сликите од оштетените училници поради прокиснувањето на кровот на Охридската гимназија кои беа споделувани на социјалните мрежи предизвикаа реакции во јавноста. Тема и за советниците. Постапката за реализација на проектот за целосна реконструкција одел бавно, вели председателот на Советот на општина Охрид Божиновски, бидејќи објектот представува споменик на културата и е неопходно конзерваторско одобрение. 3,5 години се чекаше да се добие конзерваторско одобрение за да се започне со реконструкција на гимназијата. И сега ние 3 години треба да чекаме да не го средиме дворот, да не средиме спортското игралиште, атлетската патека, внатре да не смениме електричната инсталација, да не ги смениме дел од столаријата, столчината, тоалетите. Значи не може да чекаме ние 3 години. 2006 е направена реконструкција на покривот. Од тогаш не е чепнато ништо. И сега кога оваа локална власт зеде за право да го сработи нештото во гимназијата, се наоѓаат забелешки. Советниците од опозицијата изнесоа забелешки и побараа да се формира стручен тим кој ќе ги мапира најгорливите проблеми. Доколку била пречка владата на Социјалдемократскиот сојуз до пред година и 8 месеци. Сакам написмено да ни одговори директорката или било кој од раководниот тим на Охридската гимназија. После првото барање кое го поднесле до надлежната институција за добивање на дозвола за реконструкција како споменик, колку пати стапиле во контакт после со таа иста институција. Од Охридската гимназија посочуваат дека ги превземаат сите неопходни активности за конечно решавање на овој долготраен проблем и очекуваат со завршувањето на постапката за јавна набавка и избор на изведувач веднаш да се отпочне со реконструкцијата во најкосможен рок, без за тоа да трпи редовната настава во училиштето. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Со богослужби и свечена седница на Советот, Струмица денеска го одбележува празникот на своите заштитници. Со богослужби исполнети со верници од сите краеви на државата, Струмица денеска го одбележува празникот посветен на своите заштитници, светите 15 тивириополски свештеномаченици. Чествувањата започнаа уште синоќа со празнична вечерна богослужба во храмот посветен на мачениците, а продолжија утринава со свечена архиерејска литургија. Според отец Даниел Ѓоргиев, овие свештеномаченици представуваат темел на христијанството во Струмица, а нивната жртва и проповед ја обликувале духовната истрајност на овој крај уште од најстарите времиња. Град, бидејќи како цврсти столбови стојат пред широката јавност, посведочувајќи го христијанството, посведочувајќи го верата во Христа. Повторно ќе потенцираме дека врз таа нивна вера ние денеска можеме слободно да се речеме христијани, бидејќи тие во доста тежок период го посведочувале тоа, а реката на народ што доаѓаат
само го посведочува тоа дека култот е доста голем и од година на година мислам дека тој број се повеќе и повеќе се зголемува. Во рамки на празникот, традиционално денеска ќе се одржи и свечена седница на Советот на општина Струмица, на која ќе биде доделено највисокото општинско признание, наградата Свети 15 Тивриополски свештеномаченици. Ова признание општината го доделува секоја година на правни и физички лица кои дале посебен придонес во развојот и афирмацијата на Струмица во државата и надвор од неа. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.